Денес имавме чест да бидеме посетени од страна на дел од советниците на Советот на општина Струмица пред почетокот на новата наставна учебна година 2015-2016. Знаете, нашето училиште е најстарото училиште во градот Струмица, во кое наставата се изведува на два наставни јазика, на македонски и турски наставен јазик, од кои од прво до пето оделение на македонски и турски наставен јазик и од прво до девето оделение на македонски наставен јазик. Во склоп на нашето училиште имаме уште две училишта, во подрачно училиште во село Рич и подрачно училиште во село Попчево. Нашето училиште овозможува стекнување на квалитетни знања за сите ученици без разлика на полот и на верската религиозна припадност. Ние сме вклучени во повеќе проекти, од кои нашето училиште е вклучено во проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, проектот за професионален и кариерен развој на наставниците, а исто така од ова учебна година започнува и реализацијата на проектот со читање до лидерство од страна на Фондацијата за образование и културни иницијативи Чекор по Чекор во соработка со Министерството за образование и наука. Во текот на летниот период вршевме повеќе подготовки за текот на оваа наставна учебна година, од кои набавка на училишен инвентар во училиштето, набавка на нагледни средства за програмата на оделенска настава по Кембридж, молирисување и фарбање на вратите во училиштето, а исто така и молирисување во подрачните училишта во село Рич и во село Попчево. Направивме монтажа на урбана опрема за паркирање на велосипеди, а исто така во тек е набавка на ПВЦ врати во санитарните јазли. Во тек е дезинфекција и дератизација на училиштето. Исто така распоредот е готов за новата наставна програма, значи за 2015 и 2016 година. Како проблем со кој се соочува нашето училиште, како и голем дел на училишта во Република Македонија, е исилувањето на дел на семејствата кои заминуваат во странство. Со тоа се намалува и нашата бројка на училиште, на дел на учениците, посебно сега за прво оделение, а исто така и со оглед на тоа дека нашето училиште е сместено во периферните делови на градот, голем дел од родителите се иселуваат во централните делови на градот. Исто така како проблем го имаме и проблемот со иселување моментално на дел од учениците од турската популација кои бараат азил во странство, но во текот на наставната година се враќаат. Во текот на летниот распуст, обидувајќи се да ги подобриме условите за работа како на учениците, така и на вработените, направивме еден план за реновирање на дел од училишната зграда. Така да во тој период имавме обилување на 5000 квадратни метри, и тоа училници, ходници и скаличен простор. Освен тоа, направивме и замена на одреден дел на застаклени простории и ходници со замена на алуминиумски профили и стакла. Сето тоа се надеваме дека до 1 септември успешно ќе го завршиме. Можеби ќе ни остане еден дел од работилниците каде очекуваме и тоа да го направиме до 15 септември. Сето тоа го правиме од наменски средства и собствени средства, бидејќи училиштето има и собствени средства, така да еден дел од трошковите ги покриваме и од собствените средства. Освен тоа, имаме изготвување и уредување на училниците со завеси, бидејќи предниот дел е изложен на сонце, така да сметам и тоа ќе го завршиме до 1 септември. И вториот уписен рок е завршен, меѓутоа се уште има слободни места. Пополнете се само две струки, и тоа во електрострука и во машинска струка по една паралелка, додека во сите останати струки имаме слободни места или имаме некаде околу 85 до 90 слободни места. Меѓутоа се надевам дека без разлика што има и паралелки со по 25 ученика, имаме две паралелки со 15 и 18 ученика, ќе добиеме согласност за овие ученици, или пак ги повикувам сите ученици кои се немат запишено во средно училиште да дојдат, бидејќи сепак тоа е стручно училиште, добро училиште, и се надевам дека ќе го најдат своето место, а со тоа ќе овозможат и за себе, а и за нас успешна работа.